Поради зголемената потреба од болнички кревети за прием на ковид пациенти, отворен е третиот кат од интерниот блок во клиничката болница во Тетово, затоа што досегашните две оделенија плюс инфективното и модуларниот објект се исполнети. Во изминатото деноноќие има нови 14 приеми и над 220 амбулантски прегледи, а починати се 4 лица. Заради бројот, ограничени на тие постоечки што ги имавме, го отворивме и нервното оделение, така да вкупно во моментот имаме 104 хоспитализирани пациенти. Што се однесе од амбулантските, вчера сме имале 224 пациенти. Да ви кажем кои се овие амбулантски, зашто го потенцирам. Овде има и дневна терапија што земат, што доаѓа на консултации, замислите, сите тие се третираат од ковид центар. Тоа е некаде над 328 пациенти дневно се третираат у ковид центарот. Што не се до починати, сме имале 4 пациенти. Иначе сега ние и вчера, и овие денови направивме една нова реорганизација, каде што сам се организиравме и баравме од другите оделенија да ни доаѓат кадарот као лекари, медицински техничари, специјалисти, специјализанти, лекари, секундарци сите. Така да еве сега го освојивме и тој спрат. И како што гледаме во идните денови, според бројките што ги имаме, најверојатно уште ќе имаме нови приеми. Лекарите стравуваат дека ова не е пикот, туку дека бројката на хоспитализации допрва ќе се зголемува, па затоа апелираат граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита и да се вакцинираат, но при тоа на пунктовите да држат растојание и да носат маска. Ја мислим дека уште не сме у пикот. Според ова што го гледаме. Сега јас зборим за Тетово, не знам за цела држава, али според бројките што ги има во амбулантите, уште не сме во пикот. Се зголемува бројот секој ден. Така да нема, барем да имаме некоја пауза неколку дена, за да можеме да дишеме помирно, да речеме, или па да прогнозираме дека има надеж за смирување. Али од друга страна гледаме дека се уште сите тие работи ковид заштита се прават надвор и тоа уште не загрижува. Гледаме и во пунктот кај вакцинација се собират сите. Граѓаните треба сами да знаат, мора да се заштитат. Токму тие млади што чекат таму имат своји стари дедовци, татковци, роднини, тие мора да се заштитат и да не земат као шала ова препорака. Со зголемување на бројките на ковид позитивни се зголеми интересот за вакцинација во Тетово. Од здравствениот дом информираат дека во текот на вчерашниот ден се вакцинирани рекорден број граѓани, односно 2338, од кои 1752 со прва доза.